Како што е познато, Националниот блок не отвара врата. Најмалку две причини сака пописот да го одложи, а доколку не одложиме, сакаме пописот да го направиме неуспешен со тоа што повикуваме да не се излегува на пописот. Тоа го правиме од две причини, бидејќи знаеме дека пописот ќе биде фалсификуван и веќе се договорени процентите од Заев и Ахмети, а втората причина е во ова тешко здравствено време со коронавирусот не дозволува да се врши попис. Денеска во контекст на втората причина, во врска со здравствената состојба, поднесуваме изјава до владата од која што бараме од членовите на владата, премиерот Зоран Заев и сите министри во владата да подпишат изјава со која ќе се обврзат дека за време на спроведувањето на пописот 32.000 попишувачи, реонски и теренски инструктори кои што ќе го спроведуваат пописот да гарантираат дека нема да загрозат никој, односно нема да заразат никој со коронавирусот кога ќе влегуваат во домовите на граѓаните таму каде што ќе бидат пуштени да го вршат попишувањето. Ова е една изјава која што Ова е таа изјава од која што бараме членовите на владата да ја подпишат и да преземат лична одговорност доколку туркаат попис за време на здравствена криза. Инаку изјавата гласи, цитирам: "Ние долу подпишаните членови на владата под морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека 32.000 теренски попишувачи и инструктори кои ќе вршат попишување во 80 општини во државата, групирани во 50 пописни реони, за време на пописот нема да заразат никого со коронавирусот при нивното влегување во домовите таму каде што ќе бидат пуштени да влезат и да вршат попишување на населението, становите и домаќинствата." Значи, доколку владата по секоја цена турка попис во оваа здравствена криза, мора да преземе лична одговорност доколку макар и еден граѓанин биде заразен со коронавирусот при влегувањето на теренските попишувачи. Познато е дека ова е огромна бројка на 32.000 попишувачи кои што се распоредени во 50 пописни реони каде што влегуваат сите 80 општини во државата. Значи, тие групи на попишувачи ќе влегуваат во илјадници домови, па оттука бараме владата, доколку е сигурна дека оваа здравствена криза нема да влие во однос на здравјето на народот, да преземат своја морална одговорност која подразбира во случај да има заболени, да сносат политичка одговорност, потоа бараме да се обврзат под кривична одговорност која подразбира нивна казнено-правна одговорност доколку било кој биде заразен со коронавирусот, и на крај бараме нивна материјална одговорност што подразбира доколку некој биде заразен да добие сатисфакција во форма на надомест на материјална и нематеријална штета што ќе ја добие со заболувањето, бидејќи знаете со тоа заболувањето луѓето се под невиден стрес, под страв и евентуално под одредени психички последици. Сега најважно е за нас здравјето на народот. Веруваме дека со оваа изјава и уште еден чекор со кој што ќе ја вразумиме владата, најпосле да се освести и да го одложи овој попис, бидејќи гледаме секој ден бројот на заболени и смртни случаи во државата се зголемува, и оттука се надеваме дека барем во оваа насока ќе надвладее разумот кај владата и ќе ја прифатат ова наша иницијатива, односно доколку, како што кажав, туркат по секоја цена попис, тогаш нека се обврзат, нека ја подпишат оваа изјава, и бидејќи одговорност за ова мора да има од секој во државата, бидејќи, како што кажав, владата треба да има предвид дека Светската здравствена организација уште во март ланската година пропиша глобална пандемија во цел свет, а во оваа насока и владата и како Македонија како членка на Светската здравствена организација, како што знаеме сите, има донесена одлука за пропишување на кризна состојба во државата со цел заштита на здравјето на народот. Оттука, значи, ја повикуваме владата да се вразуми, да го одложи пописот, а во спротивно нека ја подпише ова изјава за која што одговорност мора да има. Благодарам. Дали, пошто сте најавувате јавно дека ќе се труди да го спречите пописот или да пропадне? Дали тоа знае дека сте во нели против устав и закон и така може? Значи, Националниот блок не отвара врата, ја презема оваа иницијатива од најмалку две причини. Значи, сакаме прво да го одложиме пописот, а доколку не успееме да го одложиме пописот, тогаш го повикуваме народот масовно да не се попишува, со цел да го направиме пописот неуспешен. Значи, нашата цел е да го повториме резултатот од референдумот во септември 2018 година. Тогаш, знаете, овој ист Национален блок водеше кампања низ Македонија за бойкотирање на референдумот, и тогаш, знаете, за време на референдумот Заев со сите уцени, со сите закани изведе околу 650.000 народ на референдумот, и ние сега сакаме да ја повториме таа бројка. Ако излезе 650.000 народ во врска со пописот, тогаш од тие 650.000 околу 400.000 ќе бидат албанци, турци, роми, власи и други, и само околу 200.000 македонци. Со тоа пописот ќе падне само од себе, бидејќи никој нормален во светот нема да верува и да прифати дека во Македонија и во светот живеат само 200.000 македонци. Значи, ние сакаме да го направиме пописот, први да го спречиме пописот, владата да го одложи, а ако не го одложи, тогаш да го направиме неуспешен, со тоа
со тоа што излезноста ќе ја направиме да биде многу мала и ние сме охрабрени за овие 3 дена веќе во диаспората се излезени околу 18.000 се попишени, од кои 15.000 се не македонци. Значи во најголем дел се албанци, тоа нас не охрабрува, значи македонците масовно во светот ја прифаќаат нашата порака и не се попишуваат. А така не ли стравувате од казнената политика на вас? Во однос на казнената политика сакам да ја разбијам оваа лага што ја штуират марионетската власт на Заев и директорот на Државниот завод за статистика. Тоа е една голема лага и тоа што го кажуваат за кривична одговорност не е точно. Народот нека го заборави, доколку народот не даде податоци, предвидена е само прекршочна одговорност од 200 евра. Меѓутоа тука сакам да појаснам дека за нашиниците во странство кои сега во моментот се попишуваат, ова не важи, бидејќи Македонија не може да поднесува прекршочни пријави во странски држави. Уште повеќе што овие прекршочни казни застаруваат во рок од 1 година. А исто така имаме план како и народот во Македонија ќе покажеме дека нема оваа казна да важи и за нас тука во Македонија, меѓутоа тоа ќе го објасниме од 1 април кога ќе почне попишувањето во Македонија. Значи нема казни затвор, лаже директорот, лаже Заев. Викате се повикувате на здравјето на граѓаните, а кои се суштинските причини зашто не сакате да има? Суштинските причини се веќе дека Заев и Ахмети го имаат договорено пописот. Без разлика колку да излезат, процентите се договорени, ова е политички попис за проценти и тука сакам да кажам дека генерално ние не сме против попис, ние сакаме статистичка операција, статистички попис кој што ќе ја прикаже реалната бројка на населението во државата, меѓутоа овој попис е фалсификуван, веќе е договорен и затоа ние мора по секоја цена да го спречиме, бидејќи Македонија ако дозволи уште еден фалсификуван попис како оној во 2002 година, дефинитивно го губи темелот на државата. Колку се процентите? Не ви рекавте договорени се знаат процентите, колку ви? Па некаде албанците треба да бидат некаде околу 35%. Што е една голема лага и иако реалноста некаде според нашите податоци околу 17%. Ако не се така, зашто се плашите да има попис? Како? Ако не е така, зашто се плашите? Ние не се плашиме да има попис. Позадината ви е тоа да не излегуваат другите националности поголеми од... Ние не се плашиме од попис, ние сакаме реален попис кој што ќе биде спроведен според закон, кој што ги опфаќа сите европски стандарди. И во однос на овој закон, Заев и директорот на Државниот завод за статистика лажат. Нашиот закон не е усогласен. Јас ви тврдам под полна одговорност дека нашиот закон не е усогласен со стандардите на Евростат, Европското статистичко бюро на Европската унија. Они лажат и дотолку повеќе што на 25 декември ланската година Бојан Маричич, министерот за правда, директорот на Државниот завод за статистика имаат подпишана својорачна писмена изјава која имаат пратена во Брисел, во која што признава дека пописот, нашиот закон за попис не е усогласен со европските пописни стандарди, односно со Евростат и меѓународно правните документи кои што се од оваа област. Еве барате одложување за колку временски период би било тоа. Претходно председателот кажа Пендаровски дека еве поради епидемиолошката состојба може до месец-два, но вашите барања доколку еве прифатат одложување краткорочно, долгорочно, до кога? Нашето барање за одложување тогаш кога ќе има услови за нула заразени со коронавирус. Сега тоа не можеме однапред да го кажеме дали ќе биде 5 месеци, дали 1 година, дали 2 години. Значи ние бараме попис со нула заразени од коронавирус, опасност од нула заразени со коронавирус. Однос на предпоследното прашање, господин Бачев, вие како единствена Македонија барате попис по европски стандарди, а знаме вашата идеолошка матрица и определување? Нашата идеолошка како единствена Македонија сега да не се злоупотребува. Ние единствена Македонија е само една од 20 членки во овој национален блок Македонија. Овој национален блок не отварам врата, а што се однесува до нашата идеолошка определба е многу јасна. Македонија, национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства во државата според меѓународното право.